При повеќе ловни здруженија кои стопанисуваат со терените во регионот, ловиштата се речиси целосно празни, бидејќи дивеч повеќе не може да се види ни на слика, а камоли во природа. Ловците кои дисциплинирано си платија за годишните дозволи, иако секој ловен ден се во планина, велат дека нема ниту дивеч, ниту траги од дивеч. Дивата свиња ја сотра африканската чума, срните на недозволен начин ги истребија криволовците. Зајак одамна нема, па ловците се принудени да испукаат по некој патрон по лисици или чавки. Ваквите состојби се последица на недомакинското управување со ловот, бидејќи многу ловишта немаат концесионери, а и тие што имаат се грижат само за профит без да ги исполнат обврските за населување, заштита или прихранување. Вториот проблем е што во планинските предели нема храна за дивечот, па и тоа што остана се стимна во полињата, каде се забележани траги од корисен и штетен дивеч. Како тргнало? Ловците на лов ќе излегуваат не да ловат дивеч, туку ќе ги фрлат своите капи и шешири и ќе ги гаѓаат во лед, колку да ја задоволат својата ловечка страст. Во меѓувреме, одговорните во државата ќе мора да креираат долгорочна стратегија околу населувањето и заштитата на дивечот, доколку се сака оваа стопанска гранка да работи успешно или профитабилно.